Пожарот на планината Серта се уште активен и тоа на 3 точки на територија на општина Штип, на територија на општина Неготино, но и на територија на општина Конче од другата страна на планината. Покрај овој пожар имаме уште еден тежок пожар, тоа е пожарот на територијата на општина Ново село, во непосредна близина на границата со Бугарија, на планината Огражден. Нашиот фокус денес ќе биде ставен на овие два пожари. Рано утрово пристигна меѓународна помош од Република Турција, конкретно на аеродромот слета еден турски хеликоптер, како и два турски ер-трактори. Двата турски ер-трактори, заедно со двата ер-трактори на Дирекцијата за заштита и спасување, веќе се полетани и ќе започнат со дејство врз пожарот во Струмичко Ново село, додека еден полициски хеликоптер рано утрово започна со гасење на пожарот на планината Серта, а набргу на него ќе му се приклучи еден армиски хеликоптер и веднаш потоа и турскиот хеликоптер. Од земја гасат значителни сили, имаме поголем број на пожарникари од локалните територијални противпожарни единици, на нив и помагат и припадници на ловечкото друштво, јавните комунални предпријатија од овие две општини и одреден број на население од локално население. Истовремено, покрај гастењето на пожарот од воздух, се обидуваме да пробиеме патишта, за да на некои места со теренски возила изфрлиме пожарникари. Се работат и така наречени противпожарни пресеки, кои што треба да го спречат ширењето на огнот, но повторувам, се работи за исклучително тежок терен, испресечен со долови, карпестелен терен, ридски терен, каде што има бујна вегетација, трња, грмушки, нискостеблесто растение, но и шума, што исклучително го отежнува движењето на луѓе по теренот. Така што многу е тешко пожарникарите да дојдат до горливите точки. Во текот на вчерашниот ден успеавме, благодарение на припадниците на армијата, да изгастеме неколку критични точки. Исто така помогна и припадниците на МВР од единицата за брзо распоредување. Денес на помош повторно имаме 103 припадника на македонската армија, како што имаме и 30 припадници од единицата за брзо распоредување на МВР, кои што ќе дадат допринос во осовладувањето на овој пожар, а дополнително разгледуваме и договараме дополнителна меѓународна помош во воздухоплови. За сите нови информации благовремено ќе бидете известени на овој начин.